Со штитот или на него, за Македонија, револверот и камата, унитарна Македонија. Ова се само дел од графитите кои се појавија низ скопските улици, како знак на револт за објавените детали од договорот помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и албанските партии, лавина од реакции и на социјалните мрежи. Има моменти во животот кога ништо не е поважно од големата идеја татковината, да се сплотиме во име на нашите поколенија кои треба да ја запишат нашата храброст и борба за нивниот дом. Да не бидеме колнати и проколнати, зашто сме ја изгубиле државата заради малодушност и неслога. Македонија вечна, пишува професорката Виолета Ачковска. Професорот Љубомир Цуцуловски прогнозира дека откако албанските партии се изборија слободно да се користат со знамето, химната и државниот грб на Албанија, сега ќе избираат како ќе изгледа знамето, грбот и химната и на Македонија. Од патриотските организации и граѓанските иницијативи ги цитираат македонските револуционери Методија Андоновченто и Гоце Делчев, истакнувајќи дека ова што ни се случува е диктатура на политичко малцинство. Македонија не се предава, затоа и ќе ја добиеме оваа битка и никогаш нема да дозволиме да ни се случи заев, порачуваат тие едногласно. Македонија не повикува повторно, тогаш кога истите вие со последната капка пот се боревте да го блокирате формирањето на независна и суверена Македонија. Денес, по 26 години, се подготвувате сето стекнато да го распродадете. Зошто? Од каде вие толкава омраза кон Македонија? Ве предупредувам, не играјте си со оган, зашто ќе изгорите. Ние македонците по род и крв ви даваме на знаење дека само преку нас мртви ќе можете да тргувате со Македонија, пишува Иван Соколов. Како се чини, сите спонзорирани повици за револуции, промени и протести кренаа погрешна целна група, стои во статусот на Борис Дамовски. Преку овие реакции, граѓаните го искажуваат својот бес и бараат одговорност за обидите да се воведе двојазичност во Македонија, додека албанците на социјалните мрежи се фалат дека со тоа ќе се чекор поблизу до голема Албанија.